Врз плеќите на младите тежат невработеноста, лошиот културен живот, но и апатијата креирана од состојбите во земјава. Ова се податоците од истражувањата што ги направи Младинскиот сојуз на Македонија. Младите докажаа, во секој град различно, меѓутоа сите докажаа дека најголемиот проблем е што нивниот глас не е слушнат. Никој не ги слуша и затоа сметаме ние дека се апатични и незаинтересирани, но тоа не е вистина, нив им треба мал мотив и поттик, што на овие работилници го добиваат, за да почнат да разговараат за проблемите и да најдат некое свое иновативно решение за тие да бидат решени. Младите сака да го променат овој свет, а наместо Facebook и Instagram да направат нешто корисно за себе. Целта на проектот е всушност промоција на дигиталните алатки, на новите електронски алатки кои што младите можат да ги искористат, нели, за да го подобрат своето секојдневие, меѓутоа и својата лична биографија, нели, понатаму за да најдат подобра работа. Наместо на кафе по делчевските кафулиња, стотина млади делчевци беа на обука на проектот и Engagement за предностите и придобивките од информатичките и комуникацијските технологии. Меѓу нив и средношколката Моника, која очекува дека со најразличните информатички алатки подобро ќе се креира светот на младите, што значи излез од актуелната апатија. Кога станува збор за младите во Делчево, можам да кажам дека ние пред се сме многу незаинтересирани, дека воопшто немаме некоја определена цел. Значи, мислам дека оваа презентација ќе придонесе многу, дека ќе отвори многу врати, дека младите, дека ќе го збогатиме нашиот речник пред се, нашите знаења. Вакви работилници се организирани во 12 градови во земјава. Финалната е најавена за во Скопје. Проектот е во организација на Младинскиот сојуз со поддршка на Македонија на Телеком.